Остануваме на тема летни одмори, но и патување со домашни миленици, а сето тоа бара внимателна подготовка на милениците, правилна документација, но и прилагодување на условите. Како да обезбедиме безбедно и удобно патување на нашите миленици? Утро во одговор на овие прашања бараме од ветеринарот Жарко Радовиќ. Господине Радовиќ, добро утро и добре ми дојдовте во Македонија наутро. Што е најважно да знаат собствениците на миленици пред да тргнат на патување со своите домашни миленици, без разлика дали патуваат со автомобил, автобус или пак со авион? Добро утро. Најпрво би требало да се реши дали воопшто да се зима миленикот со нас. Тоа е првата работа. Сите кои што имаме миленици дома нормално сме свесни дека имаме еден баласт, багаж дополнителен за да се го организираме одморот. И од тамо треба да се тргне, значи дали идеме со него. Доколку сме решиле одиме со миленикот, тогаш треба веќе условите околу. Прва работа транспортот. Многу е различито нормално вака сега со кола, авион или други превозни средства. Значи доколку е со авион нормално треба авиокомпанијата. Прва и основно кога ќе решиме би било да знаеме дека миленикот ни е редовно вакциниран против бесните. Значи, за да имаме право да вадиме сертификат за патување. Потоа требаме да решиме дали хотелот или местото за сместување тамо ќе не прима, а транспортот сам, значи, нормално треба да обезбедиме ние основни услови, што би се рекло. Така, кои документи и медицински уверенија се потребни при патување со миленици? Значи, неопходен е сертификат за патување. Ако патуваме надвор од државата, сертификатот за патување е еден документ кој што се издава во рок од некој 5 до 6 дена, се побарува 5 до 6 дена пред патување. Меѓутоа многу е битно условот за побарување на тој сертификат е миленикот да биде вакциниран против бесните. Ако не е вакциниран, доцна е, затоа што ако касниме доцниме со вакцината, или ако претходно сме ја давале редовно, сепак како ставиме со задоцнување 21 ден после тоа миленикот не може да добие сертификат за патување, така да тоа е еден момент кој што често се среќаваме тука, луѓето ќе заборават и неколку дена дури да поминат, повторно нема право, значи миленикот да патува. Така да откако се уште кога се планира патувањето, мора да се биде свесен на тоа да бидеме редовни, како нашите пасоши што ги проверуваме да не истече или да не дојдеме во непријатна ситуација. Истото ова треба да се внимава и за миленикот. Значи да биде обавезно вакциниран против беснило и 5 до 6 дена пред патувањето, освен ако не се работи за некои поекзотични дестинации каде што се бара дополнителни некои што се бара од таа страна, бидејќи не е само документите што ние ќе ги подготвиме од овде, него и документите што ги бара самата земја, меѓутоа овие најчестите дестинации се едноставни со сертификатот се покрива. Така, ја споменавте вакцината за беснило, дали треба да бидат и вакцинирани со други вакцини за да може да се патува, особено кога станува збор за странски дестинации? Да, значи вакцината против беснило е законската обврска која што ни е неопходна за да ја спремиме на папирологија, односно документите за поминување на граница. А препораката да нормално бидејќи патувањето како патување е еден стресен период за животното, потенцијално комуникација со други животни. Значи заштитата од другите болести исто така е препорачлива, не е како што викаме, значи законски обавезна, меѓутоа е препорачлива. Исто така патувањето нормално се иде по медитерански земји каде што е доста лишманијата присатна како има и кај нас, меѓутоа се повеќе, меѓутоа таму уште повеќе, затоа е препорачливо и заштитата од надворешни паразити кои што треба да биде со одредени репелентни средства кои што ќе спречат потенцијалните вектори за пренесување и на тој начин би требало да се подготви и од таа гледна точка животот. Господине Жарко, кажете ми како патувањата влијаат врз психичката состојба на животните и што препорачувате за намалување на стресот, особено кај кучињата и мачките? У вториот дел веќе спомнавте како влијаат, значи стрес дефинитивно постои. Кај мачките особено интензивен, затоа што мачките не се навикнати, не се создадени баш за транспорт за шетањето. Многу ретко може да видите скоро никогаш, не знам, у парк некој да шета мачка. Значи мачката си го сака својот простор каде што живее и секое излегување од тој простор е еден голем стрес. Затоа и треба да се размислува на првото прашање, се навратиме
дали воопшто да го зимаме миленикот со себе. Мачката, мислам дека не е, ако се некој не е неопходно, тоа мора или е трајно преселување, мачката на одмор нема да ужива сигурно. Куќето е друга приказна, мислам куќето стварно може да биде и на некој начин да му биде тоа интересно. Е стрес транспортот кај голем број на куќиња, меѓутоа пак доаѓањето во новиот простор, новата средина, таму е дружење, на друга плажа, пливање, за куќињата не е така голем. А што се однесува до самиот транспорт, скоро кај сите е стресно, меѓутоа нема некој волшебен начин да го спречиме тој стрес. Постојат некои на природна основа некои препарати кои што може да се дават ден-два пред тоа. Не треба да се очекува некој чудо. Исто така може да се применуваат и некои од заради тоа што патувањето и кај животните, кај куќињата особено може да предизвика пораќање и таа болест на превоз, на транспорт, значи исто како кај луѓето. И може да се прикрпиме и со тие препарати кои што се за луѓе, само со должно внимание за дозирањето и сите тие ствари. И они малку смирувачки и седирачки делуваат, меѓутоа пак не треба се очекуваат чуда, него стресот е стрес, мора да се преживее и тоа. Така, и за крај на нашиот разговор, изминатава недела имавме особено високи температури, како да им помогнеме на животните, на домашните миленици да се разладат и како влијаат клима уредите врз здравието на домашните миленичи. Така, повторно, специфика кај мачките клима уредите скоро да не се потребни, многу добро толерираат високи температури и дури најголем дел мачки избегаваат места каде што има клима, порадо им е да седат на топло и на вруќина и немаат некој проблем. За екстремни услови за кола, нормално ако се работи за ние сме заедно со него кола, мачката, каде што ние можеме да преживееме, таму мачката е сосем окей. Али нормално, да не се остава само кола. А што се однесува до куќињата, они веќе имаат малку послаб разладен систем и потребно е ладење. И кај нив може да се нагласи дека како и кај нас луѓето, значи претерувањето со климата у колата, се скоро сите коли имаат клими. Меѓутоа, претерувањето со таа температура и честите промени, ако е надвор екстремно жешко, како што знае на граничен премин, на кај Богородица, како знае да припече и да биде жешко, значи не би требало да биде преголема таа разлика. Треба да се трудиме да, ако ние се благо потиме, окей, и куќето збревта, окей. А да се дотераме у таа ситуација да не биде комплетно удобно, првото отварање на вратата е таков удар за организмот и за нас и за куќето да не е препорачливо. Значи треба да се разгледува внимателно, така. Господине Жарко, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро. Чувме вашите совети, се надевам ќе бидат корисни за сите кои што планираат да патуваат со своите миленици во земјава или во странство за време на летниот период. Јована, тоа беше ветеринарот Жарко Радовиќ. Разговаравме за советите за патување со миленици за време на летниот период, а после ова последно линковско вклучување ние заедно со колегите од зад камерите одиме да го пиеме и првото утринско кафе.